Ние сме 99%. Почитувани, добре дојдовте во најновото издание на 99%. Емисија во која настојуваме да го извлечеме граѓанскиот личен интимен став на луѓето и како тие интимно се чувствуваат по проблемите кои нив ги засегаат. И за оваа емисија ви подготвивме една интересна тема, секогаш актуелна за жал во нашиот град, меѓутоа се надеваме дека таму некаде во некоја поблиска иднина ќе има и некаква разрешница. Како една мала најава за тоа што ќе зборуваме денес, јас предлагам овде на самиот почеток веќе да ги погледнеме двата прилози кои што нашата информативна редакција во изминатите години ги има подготвувано токму на темата за која денес ќе разговараме. Да погледнеме. Ние сме 99%. На повидок решение на проблемот со животните скитници. Во рамките на јавното предпријатие Охридски комуналец формирано оделение за заловување на животни. Сашо Алче, директорот на јавното предпријатие, вели дека првично идејата била да се формира привремен меѓуопштински центар, кој би бил лоциран во старата ветеринарна станица во општина Дебрца кај селото Белчишта, а во чие формирање би учествувале општините Охрид, Струга, Дебрца и Вевчани. На оваа локација со многу малку зафати би се создале услови како што предвидува Законот за заштита и благосостојба на животните. Во овој центар заловените животни би биле третирани и времено чувани. Доколку животното е во добра состојба, се третира, ветеринарот значи ги отстранува органите за репродукција, за да не се истото размножува, и понатака после неколку дена од таков третман, тука тие кучиња ќе бидат згрижувани, значи хранети, чувани, понатака се дислоцираат во друг простор, а тоа е просторот за азил на кучиња. Таму во соработка со невладините организации кои се грижат за заштита на животните ќе се формира систем кој на граѓаните ќе им овозможи присвојување на животните. Доколку никој не сака да ги присвои, тие животни ќе продолжат да живеат во местото за азил. Локацијата за овој простор ќе го определат овие 4 општини. Потребна е поголема соработка со невладините организации кои се занимаваат со заштита на животните, бидејќи во Охрид евиденцијата за нив е или нецелосна или воопшто ја нема. Ако постои точна евиденција, лесно ќе може да се најде решение дали животните ќе заминат во некое семејство или во стационарот за азил на животни. За ваквата слика со животните скитници сме виновни самите ние, вели директорот Алче. Многу малку од кучињата скитници кои ги гледаме во просторот доаѓаат од некаде и тие обично се проблемот со кучиња скитници ги имаме на есен, затоа што сега сите доаѓаат во своите викенд куќи, викенд станови и кога ќе заминат ги оставаат нивните животни во Охрид и понатака тоа е проблем на градот. Кај градоначалниците на другите 3 општини постои согласност за решавање на проблемот со животните скитници на овој начин. Директорот Алче изјави дека веќе разговарал со сите градоначалници, начелно идејата била прифатена, но за жал на последниот состанок кој го иницирал не се појавиле директорите на јавното предпријатие Комунално од Струга, како и на јавното предпријатие Еремија од општина Вевчани, па поради тоа оваа активност не била реализирана пред почетокот на туристичката сезона. Ние како јавно предпријатие имаме формирано и оделение, имаме набавено и соодветна опрема, како што е возилото за таа намена. Имаме распишано и оглас за набавка на дополнителна опрема, а ако заеднички не успее идејата, ние продолжување во нејзина реализација заедно со општина Дебрца, вели Алче. Од јавното комунално предпријатие додаваа дека иако на овој начин трошоците ќе бидат поголеми, Законот за заштита и благосостојба на животните мора да се почитува. Ние сме 99%. Стружанец денеска искасан од глутница кучиња. Драган Пеовски додека шетал покрај женска плажа бил нападнат од кучиња скитници. Тој тврди дека со ништо не ги вознемирувал кучињата, но во еден момент од групата се издвоило едно куче кое агресивно тргнало кон него. Јас во моментот станав и почнав да се враќам наназад, да земам камен, нешто да се одбранам. Борејќи се така со кучето, тоа упорно, агресивно беше многу. Уствари женска кучка беше таа, али голема. И ми се фрляше в нозе за да ме касни. Ја како што бев навален барав камења, тоа беше секундарно се затаче, не знам, 7, 8, 10 кучиња, сите и како што бев навален едно скокање и ме бувна.
како ме бувнае, ископнае сите да ме тарге, да ме касе. Не дај Боже да беше жена, или девојче, или дете, ја ви гарантирав дека немаше да остане живо. Сведок на драмата која се случувала додека Пеовски се обидувал да се одбрани од агресивните кучиња бил неговиот сограѓанин Иван Андреевски. Почнав некоја галама чопор кучина, излегов надвор, човекот беше легнат долу, кучиња буквално го јадеа, значи не го гризеа, го јадеа. И не знам, се развикав, се размав таму со торбицата, кучињата избега, човекот беше лом направен. Партал беше, каса. Проблемот со кучињата скитници со години наназад се провлекува не само во Струга, туку и во Охрид. Граѓаните постојано алармираат и барат од општинските власти решавање на проблемот. Со години наназад се ветува изградба на еден современ регионален стационар за општините Охрид, Струга, Вевчани и Дебарца, каде бездомните животни ќе се третираат на еден хуман и етички начин. Денешниот инцидент со несреќниот стружанец треба да ги отрезни градските власти дека замижувањето пред проблемот со кучињата скитници некого може да го чини живот. Ние сме 99%. Ете, почитувани гледачи, ова како една мала најава за тоа за што ќе зборуваме во денешното издание на 99%. Кој што за жал во градов го имаме веќе години наназад и кој што барем досега за жал се уште не е решен. На темата околу проблемот со кучињата скитници во градов, денес ќе дискутираме со кого, ако не со представниците од Анималија, здруженијето кое што се грижи за заштита на животните. Тука денес со мене се Климент Арнаудов и Анастазија Димзовска. Ќе ви посакам добре дојде во студиото на ТВМ. Особено за Анастазија, бидејќи прв пат ни доаѓа тука. Да. Добре, те најдовме. Вака, ќе започнеме со она што ми се чини дека, барем за мене, нејаснотија. Цело време зборуваме за тој проблем со кучињата скитници. Меѓутоа ми се чини дека или не знаеме кому точно му се обраќаме кога ќе речеме проблемот со кучињата скитници, или пак немаме консензус околу тоа што всушност представува овој проблем. Дефиниција. Дефиниција не постои воопштено гледано за работите. Можеме да кажеме дека грот од граѓаните едноставно не се свесни каков проблем тоа представува, а исто така што е поалармантно е тоа што институциите најчесто не се свесни за тој проблем. Се разбира до мигот додека не се појави тој проблем да се соочат со истиот тој проблем. Тој миг, ево го гледаме сега се појави во Охрид. Гледаме неколку бездомни кученца кои што на плоштад буквално се играат, не покажува никакви знаци на агресија. Па почна веќе следиме одредени реакции од страна на службите кои што би требало да бидат надлежни за решавање на тој проблем. Почна да реагираат во смисол и медиуми одредени кои што најчесто се во согласност со тие, да речам, политики на службените лица кои што пак ќе речам би требало да се задолжени за решавање на тој проблем. За разлика од тоа, граѓаните, па дури и институциите почнаа тој проблем да го префрлаат на невладиниот сектор, во случајов на Анималија. Тоа делува доста симптоматично, делува и помалку и трагично, затоа што ние сме неколку души волонтери во Анималија. Зборувам за волонтери во правата смисла на зборот волонтер, а не во на споделување лајкови, најубаво кученце, ме разбираш. Делување на терен. Да, делување на терен, тоа изостанува некако. Хуманоста повеќе тастер хуманост, отколку хуманост прикажана на дело. Ево, буквално денес имавме еден случај со кученце за кој што вчера ни пишеа луѓе. Ние во надеж дека некој од луѓето, случајни минувачи, ќе се соочи со таа непријатна гледка, ќе му проработи хуманоста и ќе ги засукат ракаите, да му излезе во пресед да му помогне. Денес да ни рече дека кучето е пак тука, дека е во истата состојба, одминувано од луѓе, значи пак некои други сметале дека хумано ако не контактираат нас, а ние напати во апелите се повторуваме, можеби делуваме доста во последно време и грубо можда, меѓутоа верувајте веќе немаме душа, немаме ни енергија да го сносиме сиот оној товар. Во онај прифатилиште кое што се уште е неофициализирано, веќе имаме негде околу 40 до 50 кученца.
права муабети со оние од околу кои што во тој реон веќе почна да се движат, дали осеќаат нашата енергија дека знаеме како со животинките па тука хабитираат, бидејќи најчесто ние гледаме да ги нахраниме овие што ни се во прифатилиштето, и да сакаме тие однадвор немаме да постигнеме со храна, да ги нахраниме. Така. Незалудно ги одбрав двата прилози кои што можевте да ги погледнете тука. Едниот се однесуваше на еден сега веќе одамнешен обид да се направи нешто за третирање на проблемот со бездомните куќиња. Тоа беше формирањето, ми се чини прилогот дека беше од 2011 година. Постар прилог дефинитивно. Така. За формирањето на таа служба за заловување која што, како што кажува и самиот наслов, не одговара целосно на она што и проблемот представува, односно го третира само заловувањето на тие куќиња. А другиот прилог се однесуваше на она што представува една можеби од последиците кои што настануваат токму поради постоењето на овој проблем, а тоа е нападот на извесен граѓанин кој што во случајов беше од Струга. Како вие од Анималија гледате решавање на овој проблем? Ти си земам ево пак за право јас да искоментирам на ова тематика. Јас како љубител на животни, ние во Друженијето Анималија, може би ќе делува чудно тоа што ние ова не го гледаме како, мислам, самиот поим проблем некако е симптоматичен. Чуму тоа да е проблем живо битие да си шеткат слободно наоколу. Пак напоменувам, живо битие кое што не повредува ако претходно не доживеало некоја травма. Од кого травма? Нанесена од човекот. Значи, овој прилог, вториот што го видовме со човекот во Струга, да, запознаени бевме, Друженијето за заштита на животни од Струга, Анималија исто ние, од Скопје Друженијата реагиравме на тој случај. Не можеме да останеме неми кон оние кои што не може да го кажат својот став во случај животното кое што беше одма сатанизирано дека тоа е само виновното. Кој човек кога ќе направи некое зло, ќе излезе и одма ќе каже јас сум виновен за тоа зло. Не зборувам само кон животните, ево кон човек, од човек кон човек. Ке гледат себе си да се најдат причина да си се себе оправдат, не го обвинувам човекот, можеби не бил крив, меѓутоа зошто никој не одел подлабоко во анализа на тоа дали претходно некој поминал тука, со камења го изнамалтретирал куќето и куќето веќе посегнало по невиниот, по случај жртвата, што вика дека не го ни чекав ни ништо, а бев нападнат. Значи, исто така, при тие трагични случаи ние ставаме секојаш нотка на, да речам, поголема траорност, трагедичност, отколку она што наистина се случило на терен. Сега, конкретно со Охрид, го имаме сличното. Значи, имаше реакција од одредени граѓани, слободно можам да тврдам дека тие граѓани и најчесто и на нашите статуси така на Facebook страната сме активни, затоа го користам ова почесто, апелиравме дека луѓето кои што живееме во едно такво општество, каде што генерално гледано дали невработицата, дали одредени други проблеми се причина за она, и ние ги проектираме тие работи после на најневините. Оние луѓе кои што не знаат со животни, едно обично лајање, значи за нив представува симптом за агресија на куќи. Тоа не е точно. И ние како сега што зборуваме, тие си има некој начин на комуникација животните. Во законот исто така не може некој, да речеме, Охрид како општина покажува одреден сенс за случајов со проблем бездомни животни. Имате во Македонија градови каде што после такви реакции одма излегува на терен, ќе ги залова некои служби од други градови и после секаква трага и глас му се губи. Се дешават и во помали градчина, дури со пушка после тоа во Струга што се деси, после неколку дена со пушка имаше пукање на улични куќи. Браце, значи на волонтери, млади меморија куќињата во обид за спас. Значи во законот си е строго пропишано, се формира тело, во тоа тело членуваат и представници од Друженијето за заштита на животни, членуваат од ветеринарни инспектори, па се до други лица од Агенција за храна и ветерина, констатираат што било причината за таа агресија, пројавена кај куќето, евентуално ако се правила, спроведуваат тесна социјализација, доколку куќето не може да се социјализира, за жал, таа постапката мора да се еутаназира.
значи да се усмрти. Сега ќе активираме малку Анастазија. Причината зошто е сега што ова прашање се однесува токму на тебе. Ти си помлад, еден од помладите волонтери во Анималија. Тука ни дојде заедно со уште една гостинка, Мими, таа не ни зборува многу, меѓутоа се надевам дека убаво се чувствува во нашето студио. Анастазија, дали луѓето разбираат која е целта и мисијата на Анималија како здружение или се уште наидувате на не знам етикетирања во смисла ги оние деца на сокучината? Да, се случува такви случаи, бидејќи јас, ево, како што споделувам на мојот Facebook профил, често имам коментари, остави ги кучињата, тоа се живи битија, но тие не разбираат ништо во стил на такви коментари. Јас пред некоја недела имав случај каде што куќе ми почина во раце. Буквално беше отруено, беше оставено на сред пат. Луѓе поминува покрај него, како што рече Климент, никој не го забележува, не сака да помогне. И бев приморана јас како 15 годишно момиче да направам нешто. Со сите сили што ги имав го однесов на ветеринар, но за жал не можев да го спасам куќето, беше премногу доцна, имаше примено силен отров, што тоа почесто во градов, труење на кучињата, што е тотално нехуман начин на нивно отстранување. Како што имаше на нашата Facebook страна жена од Алијан, дека таму има многу кучиња и со тоа таа не можела наводно да спие навечер. Јас и реков секој човек во Далјан да донира барем по 50 денари, ќе се соберат пари за стерилизација и бројката на кучиња ќе се намали, со тоа и агресијата од стерилизација следи вакцинација и со тоа ќе нема ево агресивни кучиња како што зборуваат луѓето и ќе се намали бројката. Така. Сега, кога те слушам вака и звучиш толку зрело и од една страна покажуваш на некој начин рационално размислување, а не онаш, пошто секој второ хриѓанец би прибегнала, тоа е нехуман третман на, ќе кажам, во најмала рака на кучето. И во ситуација кога се наоѓаш да спасуваш или да се обидеш да спасиш куче кое што некој си зел право да го отруе, не ли те лути, без разлика на малкуте години кои што ги имаш, тоа што се уште имате луѓе во градов кои што ве нарекуваат токму така, ги деца на сокучината? Да, ние пробуваме да помогнеме на секој можен начин, а тие постојано не газат. Немаме некои средства што би ни помогнале и све пробуваме сами, а тоа никој не го цени. Така. Што е во случај. Така. Иако досега сме подготвувале бројни прилози каде што се обидуваме на некој начин да прикажеме што работи Здруженијето Анималија, па сме имале бројни прилози каде што, не знам, сте помагале на кучина, сте имале акции собирни за донации, за вдомување на животинчиња. За жал, досега барем не сме имале прилог во кој ќе може со задоволство да констатираме дека е изграден стационарот кој што на градов насушно му треба. Зошто сметате дека се уште го имаме тој проблем? Сметаме дека имаме тој проблем затоа што, пак ќе речем, институциите затајуваат, делуваат апатични, до одреден степен непрофесионални во таа димензија. Јас после ова излагање можеби ќе имам одредени да речем забелешки од страна на тие институции, зошто не трпат критика. Колку год основана критика да кажеш, колку год да одиш таму во институциите и да се влечиш на под да им докажеш дека буквално не можеш повеќе да направиш, а сакаш да направиш, имаш ентузијазам, имаш огромна љубов кон животните, тие нема да веруваат дури и ќе го земат и како за навреда, како за критика. Значи, кај нас за жал критиките се зема не како можност да коригираш нешто, туку одма како напад, како дека си од другите, не од нивните. За жал до тој степен сме и политички обојани, што и така ги гледаме работите. Ето ги сега, ќе се изразам сега малце,
да речеме можеби недостојно, меѓутоа ето ги соросоидите кои што бркаат проекти, а верувајте, ептен малце проекти сме ги имали, што немаме време да постигнеме за подготовка на тој проект, за од општина евентуално некои проекти што сме ги добиле само за одредена помош. Која што пак ќе речеме многу минимална во споредба со она што треба да значи прифатилиште согласно правилник за изградба на прифатилишта. Верувајте 100% од условите кои што сме должни ние како здружение да ги исполниме, кои што ќе менаџира со тоа прифатилиште. Ево пак ја користам таа прилика да се заблагодарам на општината што ни овозможи да имаме таа чест да го менаџираме тоа прифатилиште. Меѓутоа за да го менаџираме треба соодветно да се отвори. За жал ево одлуката вчера кога добивме ова решение, кога што ги поднесовме ние документите од наша страна што можевме да ги исполниме до Агенција за храна и ветерина, пак општината затаи во делот кој што се бараше доказ за собственост на тоа земјиште. Ние изработивме меморандум за соработка со општината, меѓутоа не беше потпишан. Како компензација, во случај тешко да се обезбеди тој документ за собственост на земјиште, да ни послужи тој меморандум, да му го понудиме дека ево имаме доказ дека општината сака да соработува со нас. Само иницијативно го изработивме со одредени членови, па во членовите имавме одредени подчленови, како се вика тие ставки и слично, каде што подетално објаснавме кои ќе се нашите должности и кои е на општината. Бидејќи верувајте, ова е општествен проблем, како што рековме на почетокот, а без помош од општината, без помош од државата не може да се реши општествен проблем. Зошто? Затоа што ние ето ќе вдомиме едно кученце, на улица уште 10 ќе ни стоварат од друг град. Или несовесни граѓани ќе ги испуштат на улица. Законот е строг во таа димензија, ама пак ето другата причина, затајува практична имплементација на законот. Ова некако, ова некој завршеток се надоврзува на она што би сакал следно да прашам. И можеби е некоја констатација повеќе, што мислам дека ако луѓето се запознаат подобро со она што го работите, дека сите ќе се сложат, а тоа е дека иако не сте некоја институција која што ќе има законска обврска да се грижи за вдомување и изгрижување на тие кучиња, работите волонтерски, немате средства, освен како што спомена, оние кои што ги добивте за некои проекти и донации кои што за жал најчесто странци доаѓаат. Меѓутоа луѓето некако како со самото тоа што се појавивте на охридскава сцена, ќе речам под наводници, некако како да прифатија дека да, од сега па натаму, анималија и нивните волонтери се тие кои што треба да се справуваат со проблемот со кучињата. Иако имаме институции и во градов кои што имаат законска обврска тоа да го прават, всушност ова е префалена одговорност. Ова е изјава која што и самиот градоначалник ја кажа дека треба за бездомните кучиња да се грижат институциите. Кога сме кај градоначалников во изборна програма, значи беше предвидено до 2013 веќе Охрид да располагаат со прифатилиште. 2016 сме веќе уште ги немаме лентата, немаме пресечено на тоа прифатилиште. И тоа доста кажува. Зошто? Со одредени луѓе во кои што стапуваме во контакт, одговорот е имаме поважни проблеми секогаш да решиме, чекава кучињата да го оставиме на страна, кучишта, ајде да се изразам со нивниот речник кој што го користат. Како Господ да ги создал како битија непотребни на ова земјино тло и сега човекот се става во улога на Господ и ќе решава кој битие има право на живот или не. Се имаме и во Пештани случаи со бездомни животни. Во Пештани јавна тајна е на особа која што сите се сомневаат дека е трујач. Арно, ама законите се до тој степен искомплицирани да дури и да снимаш снимка од човекот кој што фрла отров, тоа нема да ти го земат како доказ. Веќе живееме во тоа доба, ево лепено сечено крило. Нема да завлегувам подетално во тие теми, меѓутоа и тие доста говорат за апатичноста во однос на проблемите кои што се соочуваме секојдневно, а кои проблеми се пропишани со закон дека не смеат да се случуваат во ова општество. Законот сам има околу 44 страници, буквално околу 70 и нешто члена се. Буквално самиот член 2 вели третирајте ги животните како свесни битија. Располагаат со свест негде на 6-7 годишно дете, не знам научниците откриле. Меѓутоа оној што чува куче ќе види дека не е само свеста битна е љубовта која што тя возраќаат и љубовта која што ти им ја пружаш кон нив. Така си ја градиме душева наша и така се создава една младина, во случајов од Анастазија ќе порасне едно прекрасно возрастно битие допарва.
Она што е алармантно исто така е тоа што имате вршници на Анастасија кои што не случајно знаат да посегнат да повредат живо битие. Значи, општеството треба да го свати за пресериозен проблем, затоа што верувајте оној што ќе повреди Мини, тој не е многу далеку од тоа да го повреди некој друго свој пријателче. Ајде тука да направиме една кратка пауза за реклами, а потоа се враќаме во студио. Прима Мебел ви представува Лежај Фиренца за 16.990 денари, Регал Фейс со 25% попуст на целиот програм, гарнитура Бабилон за 29.990 денари и екстра поволни лизгачки ормари со 35% попуст, веќе од 9.990 денари. Побарајте европски квалитет по најповолни цени во салоните на Прима Мебел во Скопје, СП Планет и салони во Куманово, Прилеп, Охрид и Битола. Фризерско студио Анита на булевар Туристичка во Мини Базар Гранит. Бидете препознатливи со свој собствен стил, но пред се, секогаш имајте здрава, убава и негувана коса. Ви нудиме професионална услуга со најквалитетни препарати за нега на коса од познатата марка Ревлон. Бидете со стил, Фризерско студио Анита. Ние сме 99%. Така. Почитувани, еве повторно назад во студиото на телевизијата ВАМА. За оние од вас кои сега се вклучуваат на нашата програма, само едно мало подсетување дека денес разговараме за она актуелна секогаш тема за справување со проблемот со бездомните куќиња. Денес на оваа тема мои соговорници се Анастазија Димзовска и Климент Арнаудов од Сдруженијето за заштита на животни анималија. Да го продолжиме нашиот разговор. Приказната која што ни го донесе ова мало кученце во нашето студио денес е интересна и всушност кажува зашто всушност вие како здружение самите се залагате. И на некој начин ајде да се обидеме да доловиме како е да се помогне на едно бездомно животно. Анастазија? Мини, како и други улични куќиња, што ја делат исто незината судбина, беше оставена од незините собственици. Апелиравме многу на нашата Facebook страна, бидејќи ја најдовме со околу вратник, дали е случајно изгубена, но поминаа месеци и никој не се јави за неа. И така Мини повторно остана на улица. Пробавме на неколку пати да ја вдомиме, но вдомувачите во последен момент се откажуваа. И од Мини добивме прекрасни 5 малечки кученца, кои што со помош на нашите акции кои што ги имаме на плоштад, ги вдомивме сите од нив и Мини си најде прекрасно домче во Скопје, но за жал како животни не ги примаат во автобуси и не се најде превоз за Мини за Скопје. Така остана кај мене и ево пишана ми била, си ја задржав за мене и така Мини едно прекрасно кученце кој што ни влезе буквално под кожа, си ја сметаме како член од фамилијата, ги разубавува деновите и така многу си ја сакаме. Живеете во стан, кажи го тоа. Да, живееме во стан. Изговорите обично на сите се живеам во стан, не можам да го земам кучето. Тоа не представува никаков проблем. Така, имаат разбирање луѓето? Не представува никаков проблем. Мини како што си ја малечка, ево пример, кучињата со мал раст имаат шанса за во стан, да не се двоумат никој кои што се наоѓаат во стан, кои што живеат во стан, а немаат куќе. Приликата им е да вдомат
куќе со мал раст. Така. И многу е тивка, како што Да. може да досега да забележиме. Го споменавме онај момент на вдомување на кучина. Каква ви е таму ситуацијата? Прво, дали има интерес воопшто кај не само кај Охриѓани, туку сите оние кои што имаат пристап до вашата Facebook страна, кои што се заинтересирани да вдомат кученце, а потоа секако знам дека се соочувате со проблеми во смисла на тоа, она што го спомена пред малку, да се откажуваат во последен момент или пак да го вдомат кученцето, а потоа едноставно да му се изгуби трага и глас. Имаме проблеми со тоа, бидејќи некои луѓе не се свесни дека всушност тоа се работи за живо суштество, дека нормално знае да залае, да направи некој проблем. Чести изговори се, не мислев дека ќе порасне до толку, комшиите ми се буна. Значи, пред да се вдоми кученце, се информира за можните последици од неговото вдомување и за се тоа што може да направи. Ако не си спремен да пристапиш на сите тие предуслови, не треба да го земаш. Да не испадне Климент, дека вдомувањето на кученце треба да се направи само поради хирот на детенцето и тоа колку сладко му изгледа кученцето во моментот. Какви, да речам, некоја предпазливост која што ја имате и која што може да ја спроведете со цел да не ви се случува кученцата за кои што за жал по природата на нештата мора да се грижите вие, утре да си најдат еден убав дом, а не повторно да завршат на улица. Кон начинот на вдомување кученца доста професионално, а исто така е доста морално. Токму од тие причини го нудиме најчесто овој формулар, каде што е наведено име, презиме на вдомувач и други податоци за кученцето и за собственикот, секако и одредени членови кои што се наведени одоздола како фуснота, кои што мора да ги запази собственикот, да знае дека чинот на вдомување не е само чин кој што ќе трае 1 месец, 2 месеца, буквално како што рече на почетокот играчка за детенцето, туку дека кученцето и ќе порасне потоа и ќе си бара и по соодветен третман. И самиот закон, член 28, всушност тоа е делот за домашни миленици, е наведено дека никој не сме да напушти домашно милениче, во случај да го напушти во членовите од 60 натака се тие прекршочни одредби, каде што се наведени и казните кои што достигнува, да речеме, во зависност од делото кое што ќе го направи, од 50 евра, да речеме, за физички лица, па до кај 3000 евра за физичко лице, исто така ако предизвикува болки, патење и повреда на животинките. Не мора да е негово, туку ево да ги речеме и тие борби со кучиња кои што се одвиваат. Ако верувајте, сме доставиле заедно со Сдруженијата ширум Македонија, знаете, имаме направена коалиција, една заедничка, каде што во овие случаи настапуваме заедно и со доказен материјал, видео доказен материјал, Facebook профили и слично сме ги доставиле до Агенција за храна и ветерина како еден вид представки. Нема уште позитивен одговор. Тоа што го рекол претходно. Дури и видеата не ги земаат за соодветен доказен материјал, иако на нив јасно е и лицето кој што го држи кучето и што ги бори противзаконски до 3000 евра, реков дека е казна за такво повредување на животинките. Почна на Facebook страни дури да ги постираат како колачиња, едноставно рецепти за колачиња и си ги споделуваат. Ево мојот Бруно го победи, некој си таму и коментарите да ги читате таму, се буквално да се запрепастиш и да си речиш дали ова се човечки битија или само се зверови во човечки кожур. Да се фрапираш едноставно. Природно, доаѓа сега некако прашањето околу хуманиот или нехуманиот третман на кучињата. Ама сепак некако ми се чини дека мора да почнеме од тоа како се третира кучето прво во домашните услови. Ако мора да бидеме искрени дека тие кучиња мора да дојдат од негде, не се родени бездомни или пак малку од нив се родени како бездомни кученца, најголемиот дел од нив доаѓаат од сопственици кои што одлучиле дека од денес повеќе не сакаат кучи. Со самото вдомување кученцето влегува веќе во фамилијата. Значи тоа не е ништо поразлично од ваше родено детенце буквално, зашто тоа ги прима вашите навики, тоа стекнува доверба кон вас. Ако го пуштиш тоа кученце, кој што некои луѓе до тој степен се неморални и тоа го прават,
Верувајте дека можеби шансите за преживување на улица му се еден или 2 дена. Најчесто ги најдуваме тие кучини удрени од кола, малтретирани од луѓе, па не случајно ги земаат исто така и за тренирање на тие кои што ги борат. Значи, видете, ако ние би навлегле, некој таа борба гледа како начин за стекнување профит. Јас имам една мудрост која најчесто ја споделувам и вели поради нашите греови злото доби човечка форма, правејќи обид да го уништиш злото, правиш обид на човекот. Тоа буквално со борбите на кучиња. Јас ако на некој му пишам, му се заканам дека ќе го казнам што ги бори кучињата, тој ќе го свати како закана по неговите екзистенцијални услови. И може да посегне по мене со физички напад, па знаеме во тие кругови какви се не луѓе се вртат, па дури јавна тајна е дека полицијата е вмешана. Сега да не шпекулирам, можеби јас не сум најдол конкретен доказ на тоа, меѓутоа одредени луѓе тоа ни го потврдуваат, особено во Струшкиот регион. Сега кога ќе стопли, ке зачеста скоро секој ден можеби се одбиваат. И морам да речам дека во последно време во услови на една немок, немам институционална поддршка, како што реков, законот практично затајува. Јас веќе си се тешам со да речам, спиритуална димензија, она што викаме карма is a bitch. Значи, буквално со тоа. Ако човекот го повредува животното, тој гревот веќе го пишал и најчесто набрзо им се враќа казната за тој грев и можеби еден ден ќе се освестат. Имавме случај на некој човек каде што ни рекол дека претходно труел за да дојде во прифатилиштево и самиот да вдомит кученце, секако си ги пополна формуларите, живее во близина на наша волонтерка под присмотра, меѓутоа вели дека го чува подобро од човече. Значи можеби ето то кармата и тие работи веќе му се деси на човекот некоја несрекна околност во фамилијата, можеби си ја поврзал со тоа, со претходните труења, не знаеме тука. И сега како ќе речам, ме радува фактот што се повеќе и повеќе среќавам особи како Анастасија, помлади, речемо таа индиго генерација на деца, кристални деца што ги викаат и слично, кои што покажуваат сосема друго размислување од она на нашите родители каде што најчесто поминувале крај куќето кој што се мачи по улица без да му пружат помош. Можеби вината тука треба да ја бараме во околностите во кои нашите растеле тогаш, не знам таму социјализмот, па приватизацијата и тие работи, меѓутоа да не навлегувам подалеку, сепак се раѓа на нова генерација на деца и да се надеваме дека животните допарва ќе ги уживаат сите привилегии кои како живи битија им следуваат. Сум имал можност, за жал и лично, да слушнам, барем во оние прилози кои што сме ги подготвувале, кои што се однесуваат на проблемот со бездомните кучиња, граѓаните во анкета јавно кажуваат дека тие сметаат дека најдобар начин да се реши проблемот со кучињата скитници е со нивно уништување или нехуман третман. Им се лутите, Анастазија? Па, тоа е тотално погрешна одлука, бидејќи троењето не е начин на кој што треба да се справиме со тој проблем, бидејќи тој проблем не е само наш, на волонтериве, туку е проблем на сите граѓани, бидејќи сите поминуваме покрај тој плоштад и било која локација во градов. Како што напоменав претходно, секој да донира барем по 50 денари, сите кучиња во градов би биле стерилизирани, со тоа би се намалила бројката, би се намалила агресијата, би биле сите кучиња вакцинирани и секако главен проблем е тоа што имаме многу неодговорни сопственици. Иако знам дека е невозможно во околку краток период да се обидете накратко да ни опишете што се правите како волонтери во текот на само еден ден, ајде настрана од тоа што мора да имате отворено и очи и уши за да видите дали можеби на некое друго кученце низ градот му треба помош, меѓутоа само еден ден на чување на животинчината кој што ги имате во се уште непризнаеното прифатилиште кај Мауцкер, е навистина доста работа. Не да е работа, огромна работа. Буквално, како што спомнавме, ние тоа го правиме на волонтерска основа, денар не земаме за тоа. Дури веќе и почнавме кавги по дома да имаме, за тоа што е скоро 30 години, кај што ќе ги напомнам, уште веќе сериозно животот не сум го сватил ова сериозно во наводници од гледна точка на моите родители ето. И од гледна точка на родителите на другите волонтери кои што одиме таму. Апелиравме и до општината на неколку состаноци каде што бевме со представници
од општината да евентуално се најде начин барем еден волонтер да се вработи во прифатилиштето, затоа што сега само ги имаме на волонтерна база 40 на куќиња, рачунај кога ќе го регистрираме, таа бројка ќе се квадрира нормално. Сега, моментално, издвојуваме по минимум 4 сати во денот да сме таму, затоа што накратко ево ќе ги сумирам активностите кои што ги правиме, немаме сопствено возило, одиме таму со велосипед. Одиме, ги пуштаме кученцата, нормално се грижиме за нивната благосостојба, мора да се истарчаат надвор, воздух да осетат, а не како што ни кажува нашите пријатели од Скопје како Вардариште, каде што буквално цело време се затворени во кафез. Дури во законот е наведено дека ако прифатилиштето не е менаџирано од страна на невладина организација на Ригнашата, мора да соработува со Сдружение за заштита на животни. Сдруженијето Анима Мунди од Скопје нема пристап во Вардариште. Гледате, буквално практично прекршување на законот без никој да сноси последици за тоа. Па му менуваме слама, немаме соодветен одвод и довод, апелиравме тоа да се реши, меѓутоа не идовме на молкот. Имаме вода евентуално која што сепак не е покриена на трошок од општината, користам прилика да им заблагодарам. Имаме одредена еднаш неделно неколку вреки пецива донација од Житолеп, ја користам прилика да ми се заблагодарим од име на Анималија. Им подготвуваме јадење кое што бидејќи местото каде што го подготвуваме јадењето е прилично оддалечено од халата каде што ги сместуваме тие, каде што се кафезите. И веќе тежи, веќе стежнува, немаме енергија тоа да го носиме, а у горница не можеш да импровизираш со колички и слично. Па вода им менуваме, веќе ги затвораме и така буквално 4 сати ти поминале неприметно, меѓутоа веќе дома кога ќе стигнеш го осеќаш уморот, затоа што ево после треба да одиш на работа или да спечелиш нешто за и ти лего да си го извеш, не е така едноставно. Освен оние средства кои што ги добивате или ги добивте од локалната преку проектите кои што ги финансираат, работите онака волонтерски со донации кои што за жал најчесто се од странци. Странци поиќе си ги сакаат животните или ги сакаат подеднакво како луѓето или? Па од странците имаме поголем интерес за вдомување на кучињата. Веќе можда 10 кучиња имаме вдомено во странство, Холандија. Било дали се во здрава состојба или пример има некои парализи во колички или слично, имаат многу поголем интерес за вдомување, за помагање. Некои странци кои што се дојдени само на еден ден Охрид, ова лето, го помина цел ден во стационарот, со цел да помогнат, да исчистат, да ги нахранат бездомните кучиња. За разлика од тоа, 2 пати или 3 пати годишно, ако некој од реганите дојде да види таму, да помогне да се извалкат во кал, едноставно, да го изчистат изметот и тие работи. Она што е симптоматично, ќе го компарирам, велиме дека сме сиромашни, дека владените сиромашни и слично. Јас никогаш не сум го поврзувал материјалното со на духовното, да речеме. И тоа е само еден изговор за да не делуваш. Напротив, ето странците, побогати, па си дозволува да се извалкаат и слично. Ние некако со его воопшто имам изгледа доста длабоко заглавено. Од друга страна, имате и доста младина која што ето е невработена, не правува интерес да се вклучи во невладин сектор. Јас сум вклучен во повеќе ето така невладини организации, па затоа можам и слободно да го констатирам ова. Буквално седат со часови на кафиња, мудруваат и очекуваат стално некој друг да им ги реши проблемите. За жал не се свесни од тој степен дека еден ден ќе се каат за онаа игнина која што можеби ќе му остават на идните генерации, на нивната челат, ево да се изразам така, и тоа треба малце посериозно да се разработи и треба самиот образовен систем тоа повеќе да го разгледа. Еден од проектите на Анималија беше и тој кој што беше спонзориран од општина, Заедно растеме, каде што одевме со Анастазија и другите волонтери по школите, одржувавме едукативни предавања, бидејќи не секој детенце знае како да му пристапи на животното. Во случајов дури на мини, ако некој мало детенце посегнат како по предмет, минито мој да го регистрираат како закана и да го каснет и после агресивно било кучето, а не било. Треба да знаеш како да му пристапиш и се надевам дека на тие ученици им доловивме дел од она како треба да пристапуваат кон животните за да нема некои евентуални каснувања и слично. Така. Ете, мора и самиот ги спомена, да ги споменеме и ние тие каснувања или напади
на кучиња врз човек кои што се случуваат, иако не толку често колку што се пишува на социјалните мрежи. Меѓутоа, како гледате вие на целата таа ситуација? Идеално можеби воопшто да ги нема тие напади. Нападите, како што спомнав и претходно, мораат да бидат испровоцирани од страна на некој друг фактор, во случајов најчесто тоа е човекот. Ние секојдневно сме во контакт со 40-50 кучиња, верувајте, јас се во 30 години almost, речиси, ниту еднаш не ми се случило куче да ме касни, да ме нападне. Зошто? Можеби го знам до одреден степен нивниот body language, говор на тело, меѓутоа и тоа не е доволно, треба едноставно да ги имаш и тие, да речам, хумани елементи во себе. Баш и преска со една моја пријателка правевме муаве за тоа дека тие ја чувствуваат твојата енергија, емоционална состојба. Имаме неколку улични кученца кои што мене кога ќе ми идат ето со велосипед се затрчуваат од среќа, а на некои одредени особи им се затрчуваат буквално да ги предупредат подалеку од мене. Осеќаат дека можеби човекот е нешто агресивен, дали свесна или подсвесна агресија, делуваат истично. Тие елементи некако уште ни се далечни во ова општество да ги анализираме, верувајте се доста круцијални, не само во односот кон животинките, туку и во односот на човек кон човек. Ево, генерално гледано имаме повеќе случаи на убиства на човек од човекот, колку на искасапување на кученце од страна на човек од страна на кученце. И одма кога ќе се деси некој таков случај, одма се прибегнува кон оние реакции, ајде да ја направиме чистка во градов, сите кучиња да се убијат или да се транспортираат негде, со тоа не се решава проблемот. Проблемот се решава со таа метода што често ја повторуваме. Залови, стерилизирај, чипирај и врати на местото на заловување, бидејќи сето друго е ем нехумано, ем не финансиски исплатливо и нема да ги даде тие резултати. Ева и таа предлог програма која што во општина ја доставивме, стои тука датум 9.7.2014 година. Уште за жал не имаме позитивен одговор каде што детално има објаснато како овој проблем со бездомни животни би го решиле ние како Здружение за заштита на животни во соработка со општината. Има ли вистина во оние тврдења дека дел од кучињата, ако не и сите кои што во моментов гравитираат во градов, а кои се бездомни, се носат од некоја друга локација? Или можеби надвор од градот? Да, тоа е така, затоа што ние скоро секој улично кученце го знаеме. Ги храниме. Исто така на улица. Имаше еден напис во еден медиум, каде што дури ни се забрануваше да ги храниме бездомните кученца. Гледате кој нонсенс. Времено нехумано општество, тоа е целта. Од друга страна, знаеме дека гладен човек прибегнува кон злодела. Зашто не анализираат дека можеби така ќе му се јави некоја агресија на кученце кој што е гладно па може да нападне. Ги носат од другите градови и тоа е очигледно. Ево сега овој период имаме повеќе кучиња кои што не ни се познати и ги транспортираат преку ноќ. Алармираме почесто да се воведи одредена контрола на тоа, градовите меѓу себе да си соработуваат за овој проблем, а исто така на национално ниво да се направи еден регистар за животни каде што секој кученце ќе биде евидентирано, како бездомно, така и од страна на оние кои што се вдомени, а и оние кои го чуваат кучињата за да профитираат. Ето, пак уште една скашнатош на човештво, да користиме нечиј живот за да заработуваме. Проблемот исто така на зголемување таа бројка е тие на одговорни сопственици. Случајно ако тоа расно кученце им избега и ако му се спари, значи не го знам зборов стручен за тоа како користам, и сега ќе се породит и ајде мешанчиња се, овие не се барани на пазарот и ги сфрлаат како предмети да се и еве ние волонтерите со ноќи не сме спиеле, цицај ги за живот да спасиш. Тоа не е нечовечно. Ова општество треба да води повеќе сметка за она што Анастазија го доживеа кога враца умре кученцето. Тоа се трауми кои што цел живот ќе ги носи и јас ги носам, исто како мал. На незини години со такви ситуации сум се соочувал. Тоа не е така едноставно. Треба психолошки да се поработи на овој проблем. Уште малку околу проблемот со недостигот на стационар. Пред само неколку дена градоначалникот и самиот рече дека недостасува трајно решение на овој проблем, но и дека во наредните денови ќе пристапат кон решавање, трајно решавање на овој проблем.
и евентуално во некоја иднина да биде изграден тој стационар, тоа прифатилиште каде што ќе се работи по сите стандарди кои што и законот ги бара. Дали вие како активисти, како членови на анималија и како луѓе кои што секојдневно се грижите за овие кученца, верувате дека навистина може да се очекува дека во иднина ќе имаме конечно решавање на овој проблем? Свеста треба да проработи попрво кај секој граѓанин, бидејќи сите сакаме промена, но никој не сака да се промени. За да се промениш ти треба многу, бидејќи повеќе луѓе во градов не се запознаени со можните решавања на ваквите проблеми. Најлесно е оди фрли отров од руго, се спасивме од кучињата, но тоа е првин земјава, не е само наша. И тие се живи битија што треба да живеат во планетава. И тоа не е единствен начин како би се отарасили од нив. Климент, очекувате ли трајно решение на проблемот или изградба конечна на тој стационар, иако мора да кажеме дека веќе работите во нешто што би требало тоа да биде, меѓутоа ви недостасуваат сите оние елементи кои што ви се потребни. Дали очекувате дека ако ништо друго, барем ќе го докомплетирате оној стационар, мини стационар кој што веќе го имате, или пак нешто сосема ново да се направи? Ево веќе 2 години скоро кај што очекуваме дека ќе го пуштиме во употреба тоа прифатилиште и не се откажуваме, макар и цел живот да очекуваме дека тераме, зашто љубовта кон животните ни е огромна. Општината, ова сегаш раководството, нели согласно измените во законот и слично, покажуваат иницијативи за да се стави крај веќе на овој проблем, да се отвори едно прифатилиште со кое што Охрид како град и тоа како ќе се гордее, меѓутоа потенцирано ако е менаџирано од страна на наши активисти. Еден вработен барем. Зошто? Пак ќе го компарирам со тоа Вардариште. Таму имате луѓе кои што работат во него за да го извадат леб од нив, не ги интересира дали кучето страдаат и слично. Ние буквално кога имаме таму да волонтираме во прифатилиштето наше, ние му зборуваме на кучињата. Свесни сме за тоа и дури ни е интересно, ама кучињата се среќни. Секој посетител кој што дошол таму не си поминал травматично во Вардариште со солзи во очите да го напушти прифатилиштето. Среќни остануваат, помагаат, ги гледат кучињата најадени, си старчуваат. Имаме буквално прекрасна локација. Моментално се соочуваме со еден огромен проблем, тоа е во градата. Поднесовме проект во општина. Се надеваме дека ќе ни го одобрат. Мора да се заградиме, бидејќи сега кога ќе стопли има и раздвиженост таму, па кучињата знаат, тому е по инстинкт да си се затрчаат, да предупредат, не да се пуштат, сепак се социализирани премногу и знае да створи стравка, па да ги немаме тие проблеми. Пак ќе кажам, и самите проекти кои што општината ни ги прифати, и тоа е еден сигнификантен, да речам, показател дека сакаат да го решиме тој проблем. Оно што изостанува е на перманентна финансиска помош од страна на општината, која што мора да ја обезбеди од буџетски средства за да тековно ги покриваме сите трошоци, бидејќи тука не е само храната и слично, ветеринарните услуги исто така доста земаат огромна ставка од тие трошоци. Имам одлична соработка со ветеринарната амбуланта Тони, користам ја во оваа прилика да им упатам еден поздрав и до нив и за сета помош која што ни окажале и во иднина да се надеваме дека ќе отвориме едно прифатилиште со кое што, како што реков, градов ќе се гордее и кое што имаме идеја да прерасне дури во еден атрактивен туристички центар, зашто да не, да го валоризираме, кое што би можело да црпите одредени приходи по тој основ кои што би ги намениле за помош на животните, а со тоа би скратиле на општинскиот буџет. Значи, ако се сака, лесно може да се најде решението и при тоа да се остане и хуман и доследен граѓанин во Охрид, едноставно, без да се трува животните. Ајде ќе завршиме токму со ова интересна идеја. Може би некој ќе се сложи со вас, па ќе рече да, навистина тоа може да се направи. Мене ми останува да ви се заблагодарам за вашето денешно гостување. Јас се надевам не дека само им дадовме увид на граѓаните како може би требало да ги третираат животните, особено овие бездомните кои што не по нивна вина се тоа, туку и да им дадеме малку увид дека не се тоа децана од анималија, туку дека се тоа луѓе кои што посветено секојдневно работат за добробитта на овие животни. Ви благодарам на двајцата. Благодарам.
Почитувани, тука е крајот на ова издание на 99%. Со некоја интересна тема ќе се видиме веќе наредниот вторник, а до тогаш ви останете на програмата на телевизијата ова. Пријатно! Ние сме 99%.